почнува првото издание на Дневникот. Она што го подготви редакцијата на Канал Плюс следи веднаш по кратката најава. Орото Копачка како македонско нематеријално културно наследство ќе се представи во Унгарија, заедно со традиционалните ракотворби од Малишевијата. До сега 820 земјоделци од Делчево и Македонска Каменица аплицирале за субвенции. Аплицирањето трае до 1 јуни. Осумдесет пинг-понгари во сениорската конкуренција, од кои 4 се од Штип, ќе ги одмерат силите на утрешното 23-то државно првенство во Штип, Во ек на матурските свечености, полицијата со честитки до матурантите, но и со подсетување да не се претерува со алкохолот и во никој случај да не се седнува зад волан во алкохолизирана состојба. За ова и за сообраќајната некултура, која е најмногу изразена во градските средини, полицијата денес со реакција. По повод престојните матурски денови од СВР Штип апелираат до сите матуранти да внимаваат, да не возат во алкохолизирана состојба или барем тоа да го прават во минимални количини, кои нема да доведат до несакани последици, односно убавите моменти да бидат уништени со една погрешна и непромислена постапка. Посебно апел до матурантите од гимназија Славчо Стојменски, кој вечер во хотел Лаза слават матурска вечер, да се воздржат од конзумирање на алкохол, или доколку конзумираат алкохол, да не употребуваат патнички моторни возила, бидејќи ПСБ со Штип ќе нема милост кон такви вични во сообраќајот. Освен апелот за матурантите, СВР Штип со апел и до возачите, кои не ги почитуваат правилата за паркирање во централното градско подрачје, а воедно следуваат и казни. Согласно законските одредби се предвидени високи глоби во износ од 25 евра до 250 евра. Значи, uputуваме апел посебно за улица Машал Тито, улица Ванчо Прке, Кирил и Методи, каде доаѓа до стеснување на одвојување сообраќајот по потреба возилата на брза помош и противпожарна заштита не би може на време да стигнат до своето одредиште. На овие места секојдневно се изрекуваат казни во износ од 45 евра, кои возачите можат да ги заменат со 25 негативни поени. Колку е можно повеќе обратнат внимание да не се користат возилата во нивна собственост, бидејќи знаеме ги последиците од претходните години, а воедно би сакал да им порачам на матурантите да се воздржат од сите агресивни однесувања при нивните веселби, бидејќи на асфалтните улици по градот често пати во овие денови сме сведоци на искршени шишиња, а тоа сето кошта, бидејќи секој оној што ќе расече гумата ќе треба да ја купи, а одговорност не сноси никој. А бидејќи е сезоната за мотоциклистите, исто така апелираат и тие да ги почитуваат поставените правила и прописи. Оние кои ги користат моторциклите, да максимално ги користат и дополнителните опреми кои се предвидени и со закон. Им препорачал и при изборот на оваа опрема да бидат мощни внимателни, бидејќи на пазарот има се, поготово на кациги треба да одберат и да тие кациги бидат во согласно со европските стандарди. Секој да ги почитуваме правилата, али моментално ја заборавив дома. Полициските патроли ќе бидат насекаде каде што се одржуваат матурските прослави и ќе ги контролираат сите учесници во сообраќајот. И градоначалникот на Штип примариус магистер Илчо Захариев со честитка до матурантите, внимателно со изборот на факултетот за оние кои ќе го продолжат образованието, како и со изборот на професијата, вели Захариев. Сакам да ги посакам добро да размислат. Што понатаму, на кои факултети ќе се запишат. Сакам да им порачам да сите оние што нема да го продолжат своето образование, да ќе има работни места во нашиот град и ние отвараме такви работни места. И посебно мојата порака е дека мора во животот многу да работат, многу да учат, да бидат креативни, да бидат амбициозни, затоа само на тој начин ќе успеат во животот. Исто така користам прилика и на сите студенти, апсолвенти кои завршуваат на нашиот универзитет Гоце Делчев, да им го честитам апсолвирањето,
побрзо завршувањето на студиите и поскоро барање работа во нашите колективи и стопански капацитети. Ние како локална самоуправа ствараме амбиент за развој на нашето стопанство и убеден сум дека голем дел од нив ќе останат во нашиот град, каде ќе најдат својата екзистенција. Крајот на мај е последен термин за аплицирање за земјоделски субвенции. Од подрачните единици на Министерството за земјоделство апелираат да не се чека последниот рок. До сега 820 земјоделци од Дилчево и Македонска Каменица аплицирале за оваа државна помош. До крајот на месец мај, земјоделците треба да аплицираат за субвенции. Барањата треба да ги поднесуваат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што е регистрирано земјоделското стопанство. Препорака од надлежните институции е да не се чека крајниот рок. Ги известуваме земјоделците дека рокот за поднесување барања за сточарско и растително производство и за другите мерки кои се предвидени во програмата за директни плаќања за 2015 година е 31 мај. Нема да има пролонгирање на рокот, па затоа ги замолуваме сите земјоделци во предвидениот рок да дојдат да си ги пријават своите производства за директни плаќања за 2015 година. Во тек е поднесувањето и барања за произведено и продадено овчо, козјо и кравјо млеко во периодот од 1 јануари до 30 април 2015 година. Во овој момент се поднесуваат и барања за директна поддршка за сточарите, односно за произведено и предадено во млекара, кравјо, козјо и овчо млеко. Поддршката е 3,5 денари. И тоа се за месеци јануари, февруари, март и април 2015 година. Рокот за поднесување е до 15 јуни. До сега во подрачната единица во Делчево барања за субвенции доставиле 820 земјоделци, а минатата година бројката била 1800 земјоделци од Делчево и Македонска Каменица. Субвенции 3 години. На што? За сливи насад. Колку сливи имате? Па има 3,5 декари, иначе околу 60, 100, околу 160 дрвца. Како сте задоволни од оваа бенефиција? Многу сум задоволен. Да продолжи така? Да продолжи. Кој има повеќе нека работи и нека земат. Тоа е позитивна работа. За стошарство земо 2014 навам. Па јас сакам да продолжи да се унадема, да не се работи како што треба, гужи, унадат се. Викам, ние помалку стока чуваме, ја чувам 2 крави. Едната е јуничка, едната е крава и 5-6 кози. И нивите не чинат малко, имам 2-3 декара. Па субвенциите се добри, ама не ја дава редовно, та ја предноса ту книги и блани подносих парите ги још нема, дали ќе дадат, дали ќе лажат, не знам. До сега и нема. Ни за крави, ни за кози, ни за ниви. Годинава за субвенции во земјоделството се предвидени повеќе од 140 милиони евра. Денес се изврши технички прием на канализационата мрежа во Штипската населба Македонка. Станува збор за проект реализиран со донација на швајцарската агенција СЕКО и со учество на локалната самоуправа. Проектот е вреден 4 милиони динари, од кои 60% се средства од швајцарците, а 40% е влог на општината. Денеска беше извршен технички прием на новата канализациона мрежа со должина од над 1 километар во приградската населба Македонка кај Штип. Денеска заедно со изведувачот Изгрев инженеринг и надзорот и двете страни инвеститори правиме технички преглед на се што е сработено во канализационен систем на село Македонка. Веднаш по техничкиот прием, јавното предпријатие ИСР ќе започне со приклучување на домакинствата на секундарната мрежа. После предавањето од општината на канализацијата во населба Македонка, кој што поодамна ни представува голем проблем, ние ќе пристапиме кон приклучување на секундарната канализација, односно приклучување на населението на главната канализациона, на домакинствата на главната канализациона мрежа. Новата канализација ќе значи олеснување и за жителите кои досега честопати имаа проблеми. Очекуваме да биде се подобро. Страдаме толку години, подрумите се пуни. Се е добро, направена е нова, се. Ама старата кој треба се вклучи. Вредноста на новата канализација во оваа населба изнесува 4 милиони денари и е заеднички проект на општина Штип и швајцарската агенција СЕКО. И денес продолжуваат инфраструктурните зафати за обнова на градските улици во Штип. Се асфалтира кракот на улицата Радански пат во близина на објектот Черења.
Денес се очекува да завршат подготвителните активности за асфалтирање на крак од улицата Радански пат во должина околу 200 метри, значи тоа е прва фаза. Потоа ќе следи асфалтирање на кракот од Радански пат фактички од училиштето Гоце Делчев па се до трговскиот центар Елкос и во трета фаза делот кој што води од некогашната бања Черења па до манастирот Света Недела, значи комплетно обновено овие улици. Вредноста на проектот е околу 2,2 милиони денари. Општината продолжува и понатаму со инфраструктурно уредување на градот за потсетување, значи досега се асфалтирање улиците Маршал Тито, заврши асфалтирањето и на Джемал Бедик и на Вита Поп Јорданова, а завршени се подготвителните активности за улицата Сремски фронт, една од најдолгите, која се очекува во текот на идната недела исто така да добие асфалт. Во Делчево се одржа пресконференција за медиумите по повод меѓународниот конкурс за афоризам и карикатура Пијанец 2015 на тема Внимавај човек, кој оваа година се организира традиционално по четврти пат. Делчевскиот афористичар Миле Ѓоргиевски денес и официјално ги објави резултатите од меѓународниот конкурс за карикатура и афоризам на тема Внимавај човек. Првата награда, златната плакета на фестивалот ја освои познатиот црногорски карикатурист Дарко Дрлевич. Втората награда ја освои Олексис Кустовски, моментно еден од најголемите светски карикатуристи. И третата награда замина во рацете исто на едно големо име од областа на карикатурата Клаус Питер. Жирито оваа година одлучи да додели дури 10 дипломи, 10 специјални награди. Во категоријата на афоризми, првата награда за текст ја добива Александар Чотрич од Србија. Втората награда на наше задоволство е кај Витомир Долински, афористичар од Македонија. Жирито поради изедначен квалитет одлучи да додели 2/3 награди кои одат во рацете на познатите српски сатиричари Владимир Драмичанин и Владица Миленковиќ. Неуспешните пристигнати карикатури и афоризми општина Делчево во иднина планира да ги спакува во форма на електронска публикација, а планирано е организирање на ликовни изложби во соседните градови. Ке се реализира изложба на најуспешните карикатури избрани од стручната жири комисија и општина Делчево, која што покрај во Делчево ќе биде понудена и на околните општини во регионот за представување на фестивалот. Ќе биде подготвена електронска публикација од пристигнатите карикатури и афоризми и останати промотивни материјали за општина Делчево. Иако за вечерва беше предвиден и меѓународниот фестивал на карикатури и афоризам Пијанец 2015, сепак истиот се поместува за месец септември кога ќе се одржи во рамки на манифестацијата Пијанечки денови на сливата. Главната гала вечер на афоризми со оглед на сатиричниот и афористичниот карактер планирано е како и минатата година традиционално да се одржи во септември, за што јавноста ќе биде дополнително известена. Инаку годинава меѓународниот конкурс за карикатури и афоризам на тема Внимавај човек се реализира во рамки на одбележувањето на 24 мај, денот на сесловенските браќа и просветители Свети Кирил и Методи, кои воедно се и покровители на општина Делчево. Орото Копачка од село Драмче ќе биде изведено во Унгарија на фестивал на нематеријални културни богатства. Освен со копачката, Македонија во Будимпешта ќе се представи и со традиционални ракотворби. Фолклорната група Копачка од село Драмче денес заминува за Унгарија, каде заштитеното од УНЕСКО Оро Копачка ќе го представат на еден меѓународен фестивал и собир на нематеријални културни наследства во градовите Сент Андреа и Будимпешта. Поканата ја добивме од организациониот одбор и господја Цонка, чија што поддршка беше многу голема во минатогодишната процедура за прогласување на Орото Копачка за светско културно наследство, а за истата ни посредуваше Министерството за култура, поточно управата за заштита на културно наследство. На 24 и 25 на самиот фестивал ќе настапиме два пати во денот и на 23 вечер имаме закажано концерт во Будимпешта, на место каде што такви групи како нас со културни наследства се представуваат и ја представуваат својата држава. Копачката на фестивалот ќе се представи и на етно изложба со рачни етно изработки од Пијанечко-Малешевскиот регион. Имаме подготвено кајани работи, ќе правиме воедно и работилница на изработка на кемјане, изработка на подница, на свирчиња од врба и од
царевица што викаме ние. Колку е значајно орото Копачка како културно наследство на Македонија говори и фактот што заедно со нив на представувањето во Унгарија ќе ги придружуваат и представници од Министерството за култура, од Управата за заштита на културното наследство и Институтот за фолклор. Наша поддршка таму ќе бидат од Управата за заштита на културно наследство магистер Ивона Опетчевска-Татарчевска и од Институтот за фолклор доктор Величе Стојкова Серафимовска, кои што беа тимот кои што го бранеа орото во ЮНЕСКО. Членовите на Копачката во Унгарија заминуваат како представници на Република Македонија, достоинствено да ја представат државата и пијанечко-малешевскиот регион, и како што велат пред се да докажат дека местото на орото Копачка заслужено е во УНЕСКО. Невладината Цивитас продолжува со активности за собирање средства за лекување на штипјанецот Иван Стојанов. Утре на мини плоштадот во центарот на Штип ќе има хуманитарна продажба на книги. Минатата сабота Сдруженијето за помош на социјално исклучени лица и ризични групи Цивитас започна со нова активност поврзана со собирање на потребните парични средства за лекување на Иван Стојанов. Станува збор за хуманитарен настан кој во континуитет ќе се случува секоја сабота, а се однесува на продажба на книги на малиот плоштад на пријателствата во центарот на Штип. Во текот на првата акција од хуманите луѓе кои купуваа книги биле собрани 3000 денари, кои веднаш се доставени на семејството Стојанови, дознаваме од основачот и председател на Цивитас Мартин Ѓоргиев. Истиот настан ќе се случува и утре, во периодот од 12 до 14:30 часот. По тој повод од Сдруженијето за помош на социјално исклучени лица и ризични групи Цивитас апелираа до штипјани да го посетат штандот на кој ќе се продаваат книгите и да ја покажат својата хуманост. Книгите кои се продаваат за само 50 денари се напишани од писатели и поети од Штип и од останати градови во државата, кои ги донираат своите дела за помош на Иван. Оваа акција ќе продолжи во иднина, односно секоја наредна сабота, а од Цивитас велат дека се додека не се соберат потребните 26.000 евра, ќе бидат со 24 годишниот Иван Стојанов. Ќе организираат и нови активности за да може да замине во Кина, каде треба да му бидат трансплантирани матични клетки за повторно да застане на нозе. Промоција на документарен филм за Штипскиот дом на млади имаше вчера вечер во Штип во режија на Тања Симоновска, абсолвент на Филмската академија на УГД. Филмот го опфаќа периодот на работа на младинскиот дом од раните 80-ти години на минатиот век до денес. Вчера вечер во мултимедијалниот центар во режија на студент од Филмската академија се одржа премиера на документарен филм за културниот центар во Штип Дом на млади. Во овој филм се зборува за неговите почетоци и работата низ текот на годините, од раните 80-ти до денес. Филмот е сниман пред година и пол во продукција со Есра, во моја режија. Ова ми е прв филм, музички документарец за Домот на младите. Филмот се вика Дом на млади Штип. Имам интервјуирано повеќе музичари кои што се настапувале со текот на годините, кои што се уште се надевам ќе дојдат на настап. Исто така имам, освен овие интервјуа, филмот содржи и архивски снимки, постари, многу фотографии, значи се целосно историјата на Дом на млади од раните почетоци, раните 80-ти до ден денес. Целта на овој документарец е да се представи историјата на културниот центар, да се допре до младите и повторно да се оживее. Едни од главните улоги во филмот се Владко Стефановски, Гиле Електричен оргазам, Славе, Паркети Фолтин, Љубојна и многу други познати личности, кои имаат одржано свој настапи во Дом на млади. Богатата понуда на сезонско овошје и зеленчук ги намали цените, заради што денес на градскиот пазар во Штип задоволни беа и производителите, и трговците и купувачите. Голем пат на цената има кај краставиците, а од овошјето најбарани се јагодите. На денешниот Штипски пазар, кој е единствен петочен пазар во источниот регион, поборувачката на зеленчукот растеше. Овој петок цените на пазарот не ги надминуваат очекувањата на граѓаните. Сите произведувачи и продавачи се задоволни од денешната потрошувачка. Домати продаваме розов, црвен розов, краставици, блак пипер, љут пипер, јагоди сега се актуелни, сега им е сезоната, банани
Јагодите моментално се 80 денара. Сега е моментално најубавата јагода веќе, значи веќе втора берба е убавата јагода, 80 денара. Ја мислам не е и скапа, значи може секој да си купи да се дозволи. Благиот пипер исто 80, љутиот 70, краставицата малку е поевтина веќе, 30 денари, домат имате 60, розов имате 80, 70 поситен, лимоно малку е поскап веќе 90-100 денари. Да, на овошето расте цената, предвидејќи нели сега лето е, знаеш веќе и набавата е малку подалеку и затоа расте цената, а зеленчуко паѓа секојдневно. До наредниот пазар уште поевтино ќе биде, така да ќе можат граѓаните да купуваат повеќе. Покрај продавачите задоволни беа и сите оние кои се решија да ги наполнат своите домови со зеленчук и овошје. Крставици, компири, патлижани, пипер, се има. Не е скап, ефтин е пазар. Најбарани на денешниот пазар беа крставиците, кои се движеа од 20 до 30 денари, доматите, како и јагодите. Во поплавите предизвикани од обилните дождови во јужниот и во централниот дел на Кина, најмалку 15 лица загинаа, а илјадници луѓе ги напуштија своите домови. Поради обилните дождови откажани се стотици летови, а метеоролозите најавуваат дожд и во наредните денови. Во заедничка акција на српската, шпанската и хрватската полиција запленети 7,1 тон кокаин на јахтата Амстердамер во шпанските води. Вредноста на запленетиот кокаин се проценува на 44 милиони евра. Американката Лора Вајт Харди успеа најпосле да ги положи своите матурски испити, откако за тоа и беа потребни повеќе од 80 години. Пред 80 години за да може да матурира и недостасувале само оценките од неколку предмети. Сега по стари години во својата некогашна гимназија таа успеа да ги добие и тие оценки. 100-годишната Лора сега вели дека го заокружила своето средно образование. Утре Штип ќе биде домаќин на 23-тото државно првенство во пинг-понг. Во спортската сала Јордан Мијалков во Штип учество ќе земат 80 надпреварувачи од цела држава. Утре ќе се одржат полуфиналните надпревари, а во недела финалните надпревари. Во организација на пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев при Универзитетот Гоце Делчев ќе се одржи 23-тото државно сениорско првенство поединечно за сениори и сениорки. На овој турнир ќе учествуваат преку 80 надпреварувачи во машка и во женска конкуренција од 25 екипи од нашата држава. Надпреварите ќе започнуваат во сабота со почеток во 10:30 во спортската сала Јордан Мијалков, додека пак во недела се полуфиналните и финалните надпревари, кои што исто така ќе се одржат во оваа сала Јордан Мијалков со почеток во 10 часот и 30 минути. Од пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев од Штип ќе учествуваат 4 надпреварувачи. На ова 23-то државно првенство учество ќе земат 25 екипи од цела држава, односно 80 надпреварувачи. Во вистинско возбудливо финале на женскиот куп на Македонија, женскиот фудбалски куп Кочани го совлада неприкосновениот лидер во женскиот фудбал ЖФК Драгон со 3:2. Двете најдобри македонски женски фудбалски екипи по трет пат оваа сезона ги измерија силите во финалето на женскиот куп на Македонија, кој се одигра на фудбалското игралиште во тренинг центарот Петар Милошевски во Скопје. Ова е трет пехар во не баш долгата историја на клубот. Ова е се во првиот дневник на Канал Плюс со нови содржини. Се гледаме во 20 часот. Во меѓувреме информирајте се на нашиот веб портал. Пријатно попладне ви посакува екипата на Канал Плюс.